Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Со свечено дефиле низ градските улици синоќа официјално беше отворен туристичкиот фестивал Лапта во истоимениот кипарски град во кој гостува и општина Карпош. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. Од 23 до 28 август Трушки вечери на поезијата. Градот Скопје ги отфрла шпекулациите за блокирање пристапи до домовите кај последна 24-ка. Црвениот крст ги израдува децата од исламска вероисповед. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелира до граѓаните да бидат внимателни во сообраќајот. Доаѓаат 100 најцрни денови. Министерството за здравство препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце. На 56-тото издание на Струшките вечери на поезијата, кои ќе се одржат од 23 до 28 август, покрај македонски поети ќе гостуваат и 30 поети од странство. Годинава американскиот поет Чарлс Симиќ е добитник на наградата Златен венец. Во завршна фаза се подготовките за 56-тото издание на Струшките вечери на поезијата, кое годинава ќе се одржи од 23 до 28 август во Струга, а поетски читања ќе има и во Охрид, Ресен, Битола и Скопје. Оваа година на фестивалот ќе има околу 30 гости од странство кои се во официјалната програма на фестивалот. Годинава американскиот поет Чарлс Симиќ е добитник на наградата Златен венец, а хрватскиот млад поет Горан Чулаходжич е добитник на наградата Мостови на Струга, која се доделува заедно со УНЕСКО. Покрај учесниците од странство, во програмата ќе учествуваат и македонските поети со разни својства. Како учесници поети ќе бидат поканети и сите досегашни добитници на наградата Браќа Миладиновци. Мите Стефановски, директорот на Струшките вечери на поезијата, нагласи дека соодветно ќе биде застапена и младата македонска поезија, а меѓу гостите од странство се кинескиот поет Дуо, францускиот поет Гиго Фет, современата канадска поетеса Ен Майклс и полскиот поет Ричард Криницки. Верувам дека ќе бидат атрактивни и по однос на програмските содржини кои ќе ги понудат, но и по однос на гостите. Оваа година 31 учесник од 30 земји од светот, од сите 5 континенти ќе бидат дел од програмата на фестивалот. Веруваме дека атрактивните имиња како што се Дуо, Гиго Фет, од значајните имиња покрај лауреатот Чарлс Симиќ и добитникот на наградата Мостови на Струга, хрватскиот поет Горан Чулаходжич. Веруваме дека овие атрактивни имиња ќе го побудат интересот на пошироката публика. Славе Димовски, председател на управниот одбор, информира дека на конкурсот за најзначајната поетска награда кај нас, Браќа Миладиновци, кој бил отворен од 20 јуни, пристигнале 38 поетски книги. Жирито, кое го сочинуваат 5 члена, на крајот на јули ќе соопшти кои автори се во потесниот круг. Паричниот фонд на наградата е зголемен и од оваа година ќе изнесува 150.000 денари. Најзначајната македонска поетска награда Браќа Миладиновци воспоставена е 1963 година во рамките на фестивалот Струшките вечери на поезијата. Оваа година таа има еден свој јубилеј, 55 години, кај што се доделува. И заради тоа во програмите на фестивалот ќе се вклучат сите досегашни добитници, ќе се представи нивната поезија. Заради афирмација на македонската поезија во последниве 5-6 години добитниците на наградата се представуваат и со свое издание на еден од странските јазици. Градот Скопје ги отфрла шпекулациите дека со изградбата на кружниот тек кај последна 24-ка ќе се блокира пристапот до домовите на жителите кои 2 дена протестираат во Киселавода. Од градот потенцираат дека со реализацијата на овој проект нема да се затвораат улици и никој од граѓаните нема да остане без пристап до неговиот дом. Градот Скопје реагира на наводите на одредени жители на Киселавода кои стравуваат дека ќе останат без пристап до нивните домови во рамки на проектот за пробивање на булеварот Србија до улицата Христо Татарчев, каде што ќе се изгради и кружна крстосница. Од градот информираат дека изградбата на овој проект се одвива согласно сите законски прописи и се испочитувани сите законски одредби од проектирањето до изведбата.
Дополнително, градот Скопје целосно ја отфрла шпекулацијата дека со реализацијата на овој проект на одредени лица ќе им биде оневозможен пристап до нивните домови. Од градот потенцираат дека со реализацијата на овој проект нема да се затвораат улици и никој од граѓаните нема да остане без пристап до неговиот дом. Кружниот тек кој се гради на последната автобуска станица 24 во местноста Припор ги извади на улица жителите поради, како што велат, инфраструктурниот проблем кој предвидува изградба на два ѕида кои ќе го блокираат пристапниот пат. Жителите од населбата Припор велат дека ќе поднесат преставка до град Скопје, бидејќи изградбата на двата ѕида, како што велат, не била во согласност со деталниот урбанистички план, со кој што требало и двете улици да се поврзат со кружниот тек кој што се гради. Волшебниот цвет, поставен во Сити Мол денеска, им ги исполни желбите на околу 40 на дечиња од семејства во ризик и деца и млади со посебни потреби, членови на Сдруженијето Шпреса Скопје и Албис фондација. Подароците беа различни, од велосипеди до облека и обувки. Во пресрет на празникот Рамазан Бајрам, Црвениот крст на град Скопје во соработка со Сити Мол денеска додели подароци на социјално ранливи деца од семејства во ризик и деца и млади со посебни потреби, членови на Сдруженијето Шпреса Скопје и Албис фондација. Околу 40 деца, покрај што се забавуваа во детската игротека, се израдуваа и на подароците кои за нив ги донираа хуманите граѓани и компании. Иако оваа хуманитарна акција пред празникот Рамазан Бајрам се организира прв пат, ваквиот начин на подарување не е новитет за Црвениот крст, кој досега на сличен начин ги радуваше децата пред новогодишните и божикните празници. Подароците се разликуваа во зависност од желбите на децата, а меѓу нив можеа да се забележат велосипеди, облека и обувки и многу играчки. Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје нагласи дека ниту една желба не остана неисполнета. Во изминатиот период, тука во трговскиот центар Сити Мол беше поставено ова дрво, би го нарекле, односно еден убав цвет што е позади мене, и на истиот беа закачени желбите на децата кои што беа посакани од нив самите во пресрет на празникот. И веќе остатокот е она што придонесоа сите хумани граѓани, фирми, компании, односно остварување на посаканите желби. Имаме со нас повеќе од 40 деца кои што всушност и желбите им се исполнети и доаѓаат само да ги земат, да се израдуваат, да се дружат со волонтерите, бидејќи навистина значи за децата дека во пресрет на празникот го добиле она што го посакале и ќе го имаат она што всушност и тие самите сакаат да го имаат. Станува збор за најразлични желби, почнувајќи од велосипеди, таблет, преносни уреди, потоа облека, многу играчки, односно се она што едно дете го сака или го посакало за себе. Покрај исполнување на желбите на дечињата и разубавување на празничните денови, овој хуманитарен проект има за цел и да покаже мултикултурен соживот, а доказ за успешноста на оваа идеја е подарувањето од страна на православните верници за Бајрам, како и подарувањето на верниците од исламска вероисповест пред Божик. Во пресрет на празникот Рамазан Бајрам, всушност имавме многу случаи кога имаме случај дека припадници од православната вероисповед или другите вероисповеди купуваат за муслиманите, односно обратниот кога станува збор за другите празници, што е многу важно да потенцираме, бидејќи зборуваме за една културно, мултикултурно општество, мешано општество, каде што навистина треба да сме хумани, солидарни, да си помагаме едни кон други, не можеби за празниците, иако празникот е пред нас, секогаш едноставно солидарноста навистина не познава таков тип на граници или било каков тип на граници. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелира до учесниците во сообраќајот да внимаваат, затоа што доаѓаат 100 најцрни денови во сообраќајот. Повеќе информации за оваа вест подоцна во вестите. Заврши реконструкцијата на улицата Људевит Гај во Дебармаало. Освен асфалтирање со нов асфалтен слој, на улицата се обнови водоводната мрежа. Жителите на улицата Људевит Гај во Дебармаало секојдневно при најмал дожд се соочуваа со вирови вода, а движењето и возењето автомобил не беше безбедно. Откако жителите упатија жалби до општината, се презема акции за реконструкција на улицата. Поради дотраеност на постојната водоводна инсталација, општина Центар изврши комплетна обнова на водоводната мрежа во должина од 71 метар, со пречник од 80 мм.
Поради новоизградените објекти се изврши приклучување на 5 постојни и 2 нови објекти. Со реконструкцијата се овозможи квалитетно снабдување со вода на постојните објекти и идните објекти предвидени со планската документација. Веќе ги нема големите дупки и на коловозот е поставена асфалтна подлога на површина од 420 метри. Ова е 17-тата улица што се реконструираше во Дебармало во изминатите 4 години. Утре на спортското игралиште во Волково ќе започне мемориалниот фудбалски турнир Дарко Брњарчевски. Поради тоа, општина Ѓорче Петров работеше на расчистување на теренот околу игралиштето. Општина Ѓорче Петров деновиве работи на расчистување на теренот околу спортското игралиште Бранители во село Волково, по повод мемориалниот фудбалски турнир Дарко Брњарчевски кој ќе започне утре. Од страна на екипите се работеше на отстранување на зараснатите тревни површини, кастрење на гранки која намалуваа прегледноста на главната улица од сред село кон патот кој води до игралиштето, а веќе се поставуваат и нови трибини за љубителите на малиот фудбал. На турнирот посветен на младиот фудбалер Дарко Брњарчевски, кој трагично го загуби животот во сообраќај на несреќа, ќе настапат 24 екипи. Главен покровител на настанот е општината Ѓорче Петров, која ги поддржува спортските манифестации од овој вид. За таа пригода општината ќе додели соодветни награди и признанија за најдобрите. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелираат дека 100 најцрни денови допрва доаѓаат. Според искуството и статистиката од претходните години, се покажува дека токму во летниот период има најголем број жртви од сообраќајни незгоди и токму поради тоа препорачуваат да се внимава во сообраќајот. Неофицијалните статистички податоци покажуваат дека заклучно со 15 јуни оваа година 36 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди на улиците и на патиштата во Република Македонија. Но искуството и статистиката покажуваат дека пред нас се 100 најкритични и најцрни денови, кога е во прашање безбедноста во сообраќајот, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата. Во 2016 година во месец јуни 11 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, во јули 26, во август 19 и во септември 9. Оваа година во месец јуни неофицијално 8 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Секоја година во период јуни-август двојно се зголемува бројот на загинати и на повредени лица во сообраќајни незгоди, односно околу 50% од сообраќајните незгоди со фатални последици се случуваат токму во овој период. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, најчести причини за сообраќајни незгоди во овој период од годината се брзото возење, неправилно пристигнување, замор, алкохол, високи температури, некористење сигурносен појас или кацига. Затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира 100 најцрни денови во сообраќајот допрва доаѓаат. Оттаму посочуваат да бидете внимателни и одговорни и да го чувате сопствениот живот и животот и здравјето на другите учесници во сообраќајот. Во сообраќајот нема простор, време и место за опуштање. Опасностите кои ги демнат сите учесници во сообраќајот во летниот период се сериозни. Време е да се освестат сите учесници во сообраќајот и сите заедно со свест, разум и одговорност да го направиме ова лето безбедно за патување. Апелираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Безбедноста во сообраќајот зависи од сите учесници во сообраќајот, од секој од нас поединечно, пешак, велосипедист, моторциклист, возач на моторно возило. Секој со своите постапки го прави сообраќајот повеќе или помалку безбеден. Затоа секој треба добро да размисли каков учесник е во сообраќајот и дали вреди да биде подобар и поодговорен. Подоцна во вестите следуваат препораките од Министерството за здравство за високите температури. Делегација од општина Бутел, предводена од градоначалникот Петре Латиновски, како и представници од основните училишта од општината, повеќе невладини организации и здруженија на граѓани, утре ќе положат цвеќе на гробот на претседателот Борис Трајковски по повод 61 година од неговото раѓање.
Во недела на 25 јуни се навршува 61 година од раѓањето на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. По тој повод, утре на гробот на председателот во алејата на великаните на градските гробишта Бутел, во 10 часот ќе биде положено свежо цвеќе. Градоначалникот Петре Латиновски ќе предводи делегацијата од општина Бутел, а свежо цвеќе ќе положат представници од сите основни училишта од општината, повеќе невладини организации и здруженија на граѓани. По 24 пат во домот на АРМ на 28 јуни ќе се одржи фолк фестивалот Филиграни 2017. До сега овој фестивал ги даде најубавите свадбарски песни кои се обнародија и се пеат на секоја свадба или веселба. Во домот на АРМ на 28 јуни ќе се одржи интернационалниот фолк фестивал Филиграни 2017. Оваа година фестивалското издание ќе се одржи по 24 пат, а на него ќе прозвучат нови фолк рефрени во духот на македонската фолк традиција. Како што велат од раководството, фестивалот Филиграни досега ги даде најубавите свадбарски песни кои се обнародија и се пеат на секоја веселба и свадба. 24-тото издание на интернационалниот фолк фестивал Филиграни 2017, кој годинава ќе се одржи во старо нов термин, значи на 28 јуни. 28 јуни е старо новиот термин, затоа што порано филиграните се одржуваа во јуни. 28 јуни ќе биде стартот во домот на армијата, местото на случување е секогаш исто, во Скопје 20 часот почеток. И секоја година фестивалот Филиграни е на највисокото ниво. Значи од самиот старт во 1994 година, од самиот старт е на највисоките позиции во македонската фестивалска хиерархија кога станува збор за фолкот. Тие песни луѓето, публиката ги прифати, што велат, затоа што им прилегнаа на срце уште од првото овој слушање. Тие свадбарски песни, толку се блиски до нашите луѓе, барометар за успехот на филиграните се репертоарот на свадбите. 35 млади ликовни творци од денеска до 30 јуни ќе бидат дел од ликовниот образовен камп кој се одржува во Охрид и Струга. Делата кои ќе ги насликаат ќе бидат изложени на манифестацијата во чест на покојниот академик, ликовен уметник Вангел Коџоман. Од денеска започнува со работа 11-тиот ликовен образовен камп Вангел Коџоман во Струга и Охрид, а ќе трае до 30 јуни. На овој камп ќе учествуваат 35 млади ликовни творци во присуство на 5 ментори, професори по ликовна уметност. Делата кои младите ликовни творци ќе ги насликаат на овој ликовен образовен камп ќе бидат изложени на традиционалната ликовна воспитно образовна манифестација во чест на покојниот академик, ликовен уметник Вангел Коџоман, а организирана од страна на Детскиот ликовен центар. Ликовниот камп е поддржан од Министерството за култура и општина Карпош и представува едно интересно дружење меѓу учениците и професорите по ликовно образование, со цел да се продлабочи и да се воспостави едно трајно и долгорочно пријателство, кое на својствен начин преку ликовната уметност го афирмира Детскиот ликовен центар, кој по својата образовна и културна дејност е на завидно ниво 46 години. Министерството за здравство упатува препораки до граѓаните да се избегнува директно изложување на сонце поради зголемените температури и вредноста на УВ индексот. Поради топлотниот бран, Министерството за здравство препорачува избегнување на директна сончева изложеност и престој на отворено од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, конзумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Министерството за здравство посебно препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. Во текот на ваквите екстремно топли денови се препорачува да се остане во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор да се најде можност за почести одмори под сенка.
пред влегување во возило, тоа да се проветри, да се внимава при подготовка и конзумирање на храната и да се избегнуваат термички необработени производи, наведуваат од Министерството за здравство. Повеќе информации и препораки за заштита од топлотниот бран континуирано се дистрибуираат на веб страната toplotnibranovi.mk. Следува период на претежно стабилно и многу топло време. Максималните температури ќе бидат над 30 степени, а долж по Вардарието и над 35 степен. Преку денот ќе има појава на умерена облачност, а можна е изолирана појава на краткотраен дожд и грмежи. Повеќе услови за нестабилност ќе има во сабота и понеделник. До кој степен ќе достигнат температурите по другите градови гледаме од МТМ Метео. По повод Националниот ден на Република Словенија и 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Словенија и Македонија, вечерва се отвора изложбата Словеничкиот стрип од класици до иднина, ретроспектива. Словеничките карикатуристи своите дела ќе ги изложат во фоајето на Македонската опера и балет. Ова е последната информација за денеска. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни на МТМ.